се работи можеби пред се за како благодарност на процесот Брзо Бриони, што по многу години двоумење Европската Унија усвои декларација за проширување за државите од Западниот Балкан и следниот месец за тоа прашање ќе се дискутира на највисокото ниво на Европската Унија во Софија. Јас во овој процес сум вклучена самиот почеток и сакам да ве потсетам дека во 2010 година не дојдовме сите што бевме поканети, немаше гости на состанокот и не успеавме да ја донесеме заедничката декларација. 8 години покасно можеме да констатираме дека бевме присутни, сме присутни сите, дека имавме отворена дебата, имаме двајца многу угледни гости, председател Туск, председателот на владата господин Борисов, и со оглед на тоа дека односите се помести од мртва точка во однос на Западниот Балкан, придонесува сите присутни, францускиот председател, германскиот канцелар госпоѓа Меркел, американскиот председател Бајден, германскиот председател Штајнмајер, италијанскиот председател Матарела, бившиот австријски председател Фишер, како и господинот Туск, кој веќе по втор пат е овде. На крајот да кажам уште нешто. Одлуката на Европската комисија, Европската Унија, повторно, поамбициозно да ги поддржи реформите во југоисточна Европа, затоа со цел да еднаш за секогаш државите од тој дел станат дел од Европската Унија, од големо значење, но врз основа на моите собствени политички искуства е јасно дека Брисел не може да направи се доколку не направат дел и лидерите на државите. Делот тоа пред се е дел од нашата мудрост, нашата волја и нашата храброст како лидери. Полека, но сепак на тоа се гледам една оптимистичка перспектива на овој дел за Европа. Не смееме да подценуваме ниту еден мал инцидент, бидејќи светот во кој живееме станува се помалку безбеден, но убеден сум дека со добра и потребна политичка волја може да се решат сите проблеми и на иднината гледам со оптимизам.